Идејата дојде сосема случајно уште пред 3-4 години, но тогаш немав храброст да се нафатам на некој ваков подвиг. Но минатата година мислам дека беше вистински момент за тоа и едноставно решив да аплицирам на отворениот повик на ПСМ-ес фондацијата за млади предприемачи. Добив грант и еве сме сега една година подоцна успешно работиме. Луѓето се уште не познаваат доволно, но мислам дека сите овие почетни промоции што ги правиме ќе допрат до повеќе луѓе и ќе бидат повеќе заинтересирани за да не посетат и да ги искористат нашите услуги. Резервацијата и плаќањето се врши онлайн, така да на нашиот вебсайт ги имаат сите потребни информации што може да ги добијат во врска со антистрес собата, а за сите дополнителни информации може слободно да не контактираат на нашиот мејл или на телефонот. Го објаснивте начинот на кој што може да се пријават сите кои што сакаат да дојдат во ова антистрес соба, да искршат нешто, меѓутоа што се случува откако ќе дојдат, каков е принципот на функционирање? Значи, откако ќе дојдат, им се објаснуваат на кратко правилата и начинот на однесување во самата соба, се облака заштитната униформа, се потпишува изјавата за согласност, и потоа корисниците влагаат во собата и почнуваат да кршат. Од што се состои оваа заштитна униформа? Униформата се состои од заштитни панталони, заштитна јакна, шлем со заштитен визир, ракавици, чизми или кондури, согласно што ќе одбере клиентот, и заштитна маска за една употреба. Што се овде може да се искрши? Моментално се кршат стаклени производи, керамички производи како и санитари и стара и веќе рециклирана IT и електронска опрема. И што се случува со искршениот отпад? Стаклото ќе се рециклира, а за другото ѓубре и другиот отпад моментално бараме соодветни решенија за да не бидат фрлени за џабе. Пластиката дефинитивно нема да може да се користи понатаму во било каков процес, но моментално истражуваме и бараме соодветно решение за да се стави во понатамошна употреба кршот и ѓубрето од санитариите и од керамиката. Колку ги чини граѓаните ова задоволство овде да дојдат и да го истурат бесот? Моментално нудиме два пакети, индивидуален тандем. Индивидуалниот чини 650 денари, а тандемот чини 1200 денари. Наскоро планираме да воведеме нов пакет, тој ќе биде најевтиниот и ќе биде пакет во кој што клиентите ќе може да се донесат предмети од дома. Тука подразбираме на стаклени и керамички предмети. Не сме правеле некоја поголема статистика, но во поголемиот број од термините се доаѓаат жени. Така да можеме да видиме дека се забавуваат. Тоа е доказ дека не само предметите кои што се предвидени за кршење, туку се кршат и палките со кои што се крши. Токму така да забавата е на ниво. IT и електронската опрема е веќе земена, односно е веќе рециклирана и не представува опасност по клиентите, односно не постои шанса да настане некоја незгодна повреда при самото удирање на предметот. Не би примиле уреди кои не се претходно веќе рециклирани и чистени од сите лоши делови внатре. Доколку некој почне да удира под зидовите, да крши под зидовите? Па се надеваме дека нема да дојде до тоа, правилата се такви да клиентите не смеат да кршат предмети од зидовите или од плафонот, но ако дојде до тоа ќе се снајдеме во моментот. Супер, фала ти.